Жалам, тоа е втората работа, што на човекот, кој што јас лично му помогнав, да биде денеска тоа што е градоначелник во Шуто Ризари, ви го сврте вас грбот на ромите во Шуто Ризари и денеска, заедно со овие од така наречениот Европски фронт, тргува со поддршката на ромите овде во Шуто Ризари. Таа грешка јас ќе исправам после 8 мај. Јас ќе исправам таа грешка. Ајде да видиме сега како тоа Христијан Мицковски ќе поправил грешката што му дал поддршка на Курто Дудуш. Пушти. Значи, он сега ја исправил грешката со тоа што сега цела влада му ја испраќа во кабинет да му помогне на Курто Дудуш Куцо да прави проектинела во Шуто Ризари. Зашто? Затоа што му цртале некој дуб, му изгласале дуб. Живеј, Мицка тоа го интересира само. Да, дупче нешто бизнисово она. У џепче, да. Еве како ја исправа Христијан Мицковски грешката што го поддржал Курто Дудуш. Дали гледате дека Мицковски нема позиција, став, ветување за кој што не излажа. Не постои. За све излажа, па и за тоа дека ќе ја поправил грешката што ја направил со Курто Дудуш. За све. Дури и за ова. Он Курто Дудуш ќе види Курто Дудуш после 8 мај и се очекуваме дека кога ќе дојде после 8 мај Курто Дудуш ќе одговара за нешто, некој криминал, не дека нема. Ама доаѓа 8 мај, поминува 8 мај, Мицковски повторно излажа дури и за Курто Дудуш. Народ почна му се смее што и да каже. Не го пуштаат више по телевизија. Мене непријатно ми стана. Премиер секој ден беше пред камера, се го нема нигде. Го нема, приметуваш?